вечер, следува најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Останете со нас до крај да ги дознаете најновите спортски информации. Започнуваме по краткиот џингл. Започнуваме со првата информација за денес. Фудбалскиот клуб Шкупи вчера ја порази Брегалница на градскиот стадион во Штип со резултат 1:2. Овој надпревар е последниот надпревар одигран во Штип поради реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Следниот надпревар Брегалница ќе го игра на стадионот Никола Мантов во Кочани. Вчера се одиграа надпреварите од третото коло во првата македонска фудбалска лига. Штипска Брегалница на домашен терен загуби од Шкупи со резултат 1:2. Шкупи направи изненадување и го освои Штип, совладувајќи ја по долго време Брегалница. Што се однесува до останатите одиграни надпревари, Вардар и Шкендија на вчерашните мечеви од третото коло остварија победа со тоа што фудбалерите на Вардар со 6 погодоци ја зацврстија победата против екипата на Младост Царев двор, а Шкендија со резултатот 0:3 го совлада Металург на стадионот Борис Трајковски. Во турнова екипите на Хоризонт и Силекс одиграа без голови и си поделија по 1 бод. Мечот помеѓу Ренова и Работнички од ова трето коло е одложен за друг термин поради обврските на Работнички во плейоф колото од Лигата на Европа. Брегалница во среда ќе гостува кај Шкендија во вонредното четврто коло, за да на следниот меч од петото коло фудбалерите на Брегалница се преселат на стадионот во Кочани поради реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Фудбалскиот клуб Работнички одигра 1:1 против рускиот клуб Рубин Казан во првиот меч од плейоф колото во Лига Европа. Работнички одигра 1:1 против рускиот клуб Рубин Казан во првиот меч од плейоф колото во Лигата на Европа. Романтичарите одигра уште еден одличен меч на меѓународна сцена, не се предадоа ниту кога останаа со играч помалку по исклучувањето на Милован Петровик, а ниту кога Рубин Казан го постигна првиот погодок. Екипата на Работнички утре патува за Казан, каде ќе го одигра реванш дуелот од баражот за групната фаза во Лига на Европа. Македонскиот вице-шампион досега има импресивни настапи во квалификациите, поминувајќи дури 3 кола и сега се наоѓа на чекор до историскиот успех за клубот и за Македонија воопшто. Значи да се одигра 1:1 против еден Рубин Казан, против екипа која вреди преку 50 милиони, во кои редови имаат звезди од типот на Кара Денис, Георгиев и да не ги набројувам другите, тоа го можат само квалитетни фудбалери. Фудбалери со голем карактер и со големо срце. Јас сум горд на нив. За нас овој нерешен резултат, односно да 30 минути игравме со играч помалце, е раменна победа. Јас пак ќе кажам, Рубин е фаворит за пласман во лига, во групната фаза. Ние во Казан, значи ќе играме не со 100, него со повеќе од 100%. Дали тоа ќе биде доволно? Се надевам дека ќе биде за да ние се пласираме во следната фаза. Изминатиот викенд Виница беше домаќин на Балканското првенство во одбојка на плажа, каде што учествуваа 9 земји од Европа. Општина Виница уште еднаш покажа дека е одличен организатор на врвни спортски настани, како домаќин на Балканското првенство во одбојка на плажа кое се одржа на плоштадот Ангел Винички од 14 до 16 август. Оваа општина угости учесници од 9 земји од Балканот, кои беа поделени во 3 групи по 3 репрезентации во женска конкуренција, како и 4 групи од по 4 репрезентации во машка конкуренција. Организаторот е задоволен од прикажаното на репрезентациите, а воедно и од посетеноста која беше на доста завидно ниво. Идејата беше да спортот го малку прошириме и граѓаните на Република Македонија, односно оние места каде што во Источна Македонија го немаат видено и осетено овој спорт, да можат да се справат со истиот, да го видат и некако да ги привлечеме младите луѓе, младите деца од Виница да го засакаат овој спорт и да се вклучат во него. Во разговор со градоначалникот на Виница ја добивме неговата целосна поддршка околу техничко и финансиска поддршка на овој турнир. Сметам дека не направивме грешка, бидејќи посетеноста на самиот турнир е многу голема и еве како што можете да видите има голема раздвиженост во централното градско подрачје во Виница. Сите овие учесници по завршувањето на своите надпревари одат на кафе, одат на прошетка, го посетија Виничкото кале, секојдневно во хотелите кај што се сместени, тоа се Слив и Центробизнис, се дружат.
Просто е невероvatno како на теренот се борат едни против други, а после тоа се дружат како неголеми браќа и сестри, пријатели. Иако одбојката на плажа ги прави своите почетоци како спорт во Македонија, сепак според зборовите на меѓународниот одбојкарски судија Никола Мицевски, со добра стратегија за развој на овој спорт може да се очекува и светла иднина. Кај нас се уште е на државно ниво, меѓутоа во светот ова е доходовен бизнис. Турнирите се организираат на големи терени поставени покрај на разни места, кај што пример е и турнирот во Клагенфурт во Австрија, каде што имаме и до 20.000 посетители на тој професионален сателит турнир кој што го организира Европската одбојкарска федерација. Стремиме кон тоа, меѓутоа во моментот се уште сме далеку, иако мислам дека сме на правиот пат. Ние се надеваме дека ќе продолжи традицијата, меѓутоа тоа е одлука на Балканската одбојкарска асоциација, затоа што и другите земји се заинтересирани за вакви организации. Да подсетам дека постојат и во помлади категории, меѓутоа постојат и во постари категории, не значи дека ќе не послужи среќата и до година да бидеме домаќини. Инаку што се однесува до спортскиот дел од надпреварите, во финалето во машка конкуренција се сретнаа екипите на Турција и Србија. Подобри беа турците, кои што славеа со 2:0. Во оваа категорија за трето место свој надпревар одиграа и репрезентациите на Молдавија и Грција, а славеа молдавците со 2:0. Во женска конкуренција за младенки по 22 години, во финалниот надпревар Бугарија загуби од Романија со 2:0, што значи дека романките го однесоа златото. Третото место во женска конкуренција и припадна на репрезентацијата на Србија. Младиот беровчанец кикбоксерот Кристијан Воденски продолжува со одличните резултати во Германија. По кратката пауза Кристијан Воденски продолжува со своите настапи. Тој беше дел од Fight Event Судервих во дисциплината К1, каде што во фул контакт се бореше со надпреварувачот Колин Колчак, борба која што од страна на судиите беше прогласена за нерешена. Нормално јас победив, ама бидејќи сме деца, борбата ја прогласија за нерешена. Не е фер, кратко прокоментира Воденски на социјалните мрежи. Инаку тренерот и татко на Воденски Ване вели дека Кико во првата рунда си ги испитувал силите со неговиот противник, но дека во втората рунда нон-стоп напагел, па затоа не му е јасно како можело борбата да заврши нерешено. Инаку Воденски борбите ги продолжува по заслужениот одмор, кој му беше награда за серијата добри резултати на големите надпреварувања, од кои речиси секогаш освојуваше медал. Последниот успех кој го постигна младиот беровчанец е оној во германскиот куп, кога во Штраубин го освои појасот во кикбокс во лајт контакт во категоријата до 25 кг на светската кикбокс и карате унија. Женскиот ракометен клуб од Делчево го освои третото место на интернационалниот турнир во ракомет Скопје куп 2015. Женскиот ракометен клуб Делчево го освои третото место на интернационалниот турнир во ракомет Скопје куп 2015, кој традиционално по втор пат се одржува во главниот град на државата. Екипата од Делчево во една драматична завршница беше подобра од екипата на ракометниот клуб Требјаше од Никшич, и тоа после изведувањето на пеналите. Пресудија одличните одбрани на голманката Сандра Митевска, која воедно беше прогласена и за најдобар голман на турнирот. Од стручниот штаб на ракометниот клуб Делчево упатуваат големи честитки за одличната игра и несебичното залагање на целата екипа, која што во текот на турнирот покажала и докажала дека кога се сака со труд и желба може да се постигнуваат врвни резултати и дека Делчево треба и мора да биде гордо на новиот успех, затоа што тоа е успех и на самата општина. Инаку во борбата за првото место екипата на ракометниот клуб Бар од Црнагора беше поуспешна од екипата на ракометниот клуб Металург од Скопје, со што го повтори минатогодишниот успех. Кошаркарската репрезентација на Македонија претрпе тежок пораз од Шпанија во контролен меч кој се одигра во Мадрид. Утре нашата селекција против домакинот ќе одигра уште еден контролен меч кој се игра во 21 часот. Кошаркарската репрезентација на Македонија претрпе тежок пораз од Шпанија во контролен меч кој се игра во Мадрид. Шпанците кои се во групата на фаворити за освојување на медал на престојниот Евробаскет славеа со 94 спрема 63. Македонските кошаркари против Шпанија го запишаа третиот пораз во подготовките за Евробаскетот. Предходно на турнирот во Литванија загубија од домакинот и селекцијата на Турција. Мечот во Мадрид ја покажа разликата во која владее квалитетот помеѓу двете репрезентации. Мала неизвестност имаше
имаше само во почетните 4 минути, кога со поените на браќата Стојановски и тројката на Трајковски, Македонија победе со 7:2. Шпанија потоа возврати со една страшна серија во наредните 5 минути, односно со 24:0, со која и го реши победникот на овој меч. Македонската кошаркарска репрезентација во Шпанија ги продолжува подготовките за престојното европско првенство. Утре нашата селекција против домакинот ќе одигра уште еден контролен меч кој се игра во 21 часот. Во првиот дуел шпанците ги совлада избраниците на Маријан Срабиновски со 94:63. Инаку Македонија подготовките ги започна со серија од 4 победи. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска направи нов скок на ВТА листата и за 15 места го подобри својот ранг. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска направи нов скок на ВТА листата и за 15 места го подобри својот ранг и воедно е најдобро пласирана досега во кариерата. Таа сега се наоѓа на 345-то место со 107 поени. Напредокот се должи на четвртфиналето на фјучерсот во Германија, кога освои нови 9 поени. Во конкуренција на двојки сега се наоѓа на 281-то место со 214 поени. Втората македонска тенисерка која има ранг, Магдалена Стоиловска, во сингл е на 1231-то место, а во двојки на 929-то место. Роџер Федерер победи на Мастерсот во Синсинити и со тоа ја продолжи доминацијата на овој турнир против Џоковиќ, на кој ова му единствениот турнир од Мастерс серијата, кој го нема освоено. Швајцарецот Роџер Федерер победи на Мастерсот во Синсинати и со тоа ја продолжи доминацијата на овој турнир, бидејќи во 7 финални меча има исто и толку победи. Тој синоќа беше поуспешен од Новак Џоковиќ со 2:0. Федерер беше доминантен во текот на целиот финален меч и за време на турнирот и ниту еден од ривалите не успеа да направи брейк на негов сервис. Џоковиќ од своето пето финале повторно загуби во Синсинати и ова останува единствениот турнир од Мастерс серијата што го нема освоено. Во меѓусебните мечеви сега скорот е 21:20 во корист на Федерер. Федерер сега повторно се врати на втората позиција на АТП листата. Најдобрата светска тенисерка пак Серена Вилијамс ја продолжи победничката серија. Таа во финалето на турнирот во Синсинати ја победи Симона Халеп со 2:0 за 100 минути игра. Ова за Вилијамс беше 69-та победа во сезонава и воедно ја одбрани титулата на овој турнир. Во меѓусебниот скор против Халеп имаше 6 победи во 7 мечеви. Овој викенд во Охрид ќе се одржи Охридскиот пливачки маратон на патеката Климе Савин од Свети Наум до градското пристаниште во должина од 30 километри. Охридскиот пливачки маратон ќе се одржи на 29 август во сабота на патеката Климе Савин од манастирскиот комплекс Свети Наум до градското пристаниште во должина од 30 километри. Организаторите на годинешниот 29-ти маратон, Меѓународната пливачка федерација, Македонската пливачка федерација, Општина Охрид и Капетанијата на пристаништата велат дека финишираат подготовките за најголемиот меѓународен пливачки настан во Република Македонија. На Охридскиот пливачки маратон, според пристигнатите пријави, ќе учествуваат 24 маратонци, од кои 12 мажи и 12 жени, од Македонија, Аргентина, Италија, Венецуела, Бразил, Бугарија, Канада, Германија, Хрватска, Русија и Шпанија. На ова големо надпреварување на кое ќе учествува светската маратонска елита за освојување високи места, претендираат и македонските пливачи Томи Стефановски и Евгений Попарсов. Општина Охрид ја поддржува организацијата во поглед на чамци за придружба, контролни чамци, глисери, бродови, културно-уметнички дел на манифестацијата, која се однесува на моментот на пристигнувањето на пливачите, нуркачи, спасувачки екипи и друго. Со информацијата за Охридскиот пливачки маратон го завршуваме ова издание на Спорт Плюс. За повеќе информации посетете го нашиот веб-сайт kanalplus.mk. Се гледаме за 7 дена.